Само неколку часови денес во петок пред почнувањето на традиционалното славење на Шабат на луѓето од еврејска вероисповест, најголемиот дел од гости со еврејско потекло, евреи кои што планираа овие денови да пристигнат во Битола, пристигна. Тоа не значи дека ќе имаме и други, нема да имаме и други гости, меѓутоа сега сме многу возбудени затоа што овие кои што доаѓаат се сите посебни. Секој посебно и сите заедно. Во моментот се повеќе домаќини кои што се трудат да се биде добро организирано. Големи тимови на општината, на Црвениот крст, меѓутоа ние имаме и други специјални тимови сега, а тоа се тимовите што стојат зад нашиот скоро сограѓанин, амбасадорот на Израел Дан Орјан. Вечерава започнува еден семинар посветен на историјата и наследството на еврејската заедница од Битола, од Монастир. Вечерава почнува првата презентација на младинскиот хор Хашарон кој што ни доаѓа исто од Израел, специјално за оваа пригода. Вечерава се прават последните подготовки пред утре да почне надпреварот за хакатонот. Меѓутоа, амбасадорот ќе ви кажа повеќе за се што се случува. Јас ви кажувам дека во меѓувреме најголемиот дел од евреите со битолско потекло монастирли се веќе тука. И ние ги поздравуваме и ви кажуваме добродојдовте повторно дома. Марш на живите. Интернационалниот марш на живите 30 години се случува насекаде каде што имаше жртви од Холокаустот кои што завршија во логорите на Полска, на Германија и така натака. Битола по втор пат го организира оваа година со далеко поголема свест што тој марш значи, со многу луѓе кои што доаѓаат од соседните земји, кои што доаѓаат од континентите преку вода, кои што доаѓаат од Израел, меѓутоа што е најважно, очекуваме многу големо учество на битолчани. Маршот ќе започне од местото каде што почна депортацијата. Денес таму е споменикот на депортираните евреи пред здравствениот дом Хаим Абраванел. Ќе помине низ центарот на градот, низ паркот и ќе заврши таму каде што за последен пат се збогуваа нашите сограѓани од овој град, а тоа е железничката станица.